Сега, ако станува збор за токенот самиот по себе, како што гледаме, оваа компанија World River DeFi и како е поврзана со WLFI токенот и USD1 стейблкоинот е тоа дека истата представува според објаснувањето децентрализиран протокол за lending and borrowing. Но каде е овдека проблемот? Гледаме дека како токен WLFI не е воопште поврзан со ниту lending, ниту borrowing, ниту DeFi. Зошто? Затоа што истиот моментално се користи за voting. Единствено се користи како governance токен. Дури ни како governance токен не е забележан на CoinGecko. Што значи повторно единствениот начин на кој што нешто прави е токму тоа. Governance, и тоа ќе го покажеме на платформата на Orangutanus Pedophilius. Додека USD1 стейблкоинот е практично во основа issued by оваа компанија, што оваа компанија стои позади така речено минтовите, но custody и како што можеме да видиме делот со практично механизмот за креирање и минтање на стейблкоини е направено од BitGo.